Македонската надворешна политика се совпаѓа со политиката на Европската Унија во 85,19%. Сепак земјата се уште стои пред затворената врата на Брисел. Ова го покажува Центарот за меѓународни и безбедносни работи ИСАК. Според нив, Северна Македонија е на 4-то место во совпаѓање меѓу 14 држави кои не се дел од европското семејство. Албанија пак, која изминатите месеци се спомнува во заеднички пакет за преговори, комплетно ги исполнува критериумите на Унијата. Земјата има доволно аргументи за добивање датум овој јуни, вели шефот на дипломатијата, кој овие 2 дена е во официјална посета на Берлин. Целта ни е да дадеме аргументи и реформски и добрососедски зошто македонскиот успехот на Република Северна Македонија мора да биде валоризиран и зошто нашиот успех е успех и за Балканот и за Европската Унија. Преговорите ќе почнат 2020-та, за време на хрватското председателство, и ќе траат 10 години, порача пак Милошовски од парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбур. Она што се става како посериозна забелешка е селективното владење на правото и немањето на реформи во јавната администрација. Реалноста е таква што во овој момент не постои едногласност во рамките на Европската Унија и речи си е известно дека во јуни оваа година Македонија нема да добие одлука за датум за почеток за преговори. Јасно е дека предизвиците во преговорите со ЕУ се големи, а загрижува и тоа што се уште не се објавува составот на преговарачкиот тим. Не е дека се крие тој процес, само што се доцни во моментот и не можат да се насетат тие контури на преговарачка структура. Познати се само двајцата преговарачи, а работните групи не се формирани. Уште пред половина година на голема врата се најавуваше формирањето на тимот и групите, а за тоа зошто се доцни и кога ќе бидат објавени имињата, вице-премиерот Османи за еден ТВ вели. Го усогласуваме финалниот текст на актите со кој се дефинира структурата, начинот на функционирањето на системот за преговори. Динамиката ја усогласуваме со динамиката на скринингот и очекуваниот календар за започнување на преговорите. Ќе бидеме навремено подготвени. И покрај оптимизмот, Франција и Холандија засега остануваат на своите ставови за проширување. Ако се оцени дека законодавната работа е недоволна, нема да биде крај на светот, кажа францускиот амбасадор.